Професионалните војници според законот за служба во армијата се на најниско ниво, бидејќи Според законот. па според правата кои што следуваат од законот, тоа е делов и прашањево околу пензионирањето. Сите други категории имаат таква привилегија да се пензионираат, само професионалните војници немаат. Значи офицерите кои ќе остварат 40 години пензиски стаж, согласно закон за служба одат во пензија. Подофицерите исто. Исто и цивилните лица. Знаете дека професионалните војници како се вработат првиот ден до последниот ден немаат напредок у кариерата. Тоа што се првиот ден, тоа се и последниот ден. Професионален војник може да напредува у кариера само ако се пријави на конкурс за интерен оглас за да стане водник, подофицер, со тоа што како водник ќе оствари право на неопределено време и право на пензионирање. Исто и после 45-та година, ако остане како цивилно лице, што сега е многу голем раритет, скоро е сведено на нула тоа, може да оствари право на пензија, но само ако остане професионален војник, не му следува ништо. Значи, може да разберете, најбројна категорија, 3000 професионални војници. Не ми е сватливо. Не сватливо ни е за нас, бидејќи ова во другите НАТО земји е решено. Само кај нас не е решено. Затоа и тоа се основните, темелните барања на овој синдикат и тоа мора да го решиме, затоа што војниците премногу изгубија